Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Ова недела, поточно на 15 март, се одржа Светскиот ден на потрошувачите. Дали граѓаните се информирани за нивните права? Каква храна јадат македонците? Ќе разговараме со мојот гостин, Зоран Поповски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Добар ден, господине Поповски, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и до вас и ви благодарам на поканата и ми е чест и задоволство да бидам ваш гостин. Ви благодарам. Моето прво прашање е дали македонците конечно се свесни за нивните права како потрошувачи? Во делот на безбедноста на храната можам да кажам дека свесноста кај граѓаните од година на година се зголемува. Целта на Агенцијата за храна и ветеринарство во наредниот период, како и до сега, е во настојување на зголемување на свеста на граѓаните, на перцепцијата во делот на храната, дали во квалитетот или во безбедноста, со цел да знаат граѓаните што треба да очекуваат од храната, каква храна треба да конзумираат, бидејќи храната се подразбира дека е безбедна во делот на контролата и во делот на одговорностите кои ги имаат самите оператори со храна, бидејќи безбедноста на храната според закон е на самите оператори со храна, тоест производителите со храна, додека агенцијата само ги контролира. Затоа тука ние како агенција настојуваме и да бидеме што потранспарентни и се повеќе да бидеме пристапни и достапни до самите потрошувачи, со цел истите да знаат, значи, за каква храна се работи, каква е храната во Република Македонија, каква е нивниот квалитет, каква е безбедноста, на кое ниво е од домашната храна, значи произведена во Република Македонија, така и со храната која се увезува. Би сакал да кажам дека и ние имаме и добра соработка со организација на потрошувачи на Република Македонија. Ги разменуваме сите податоци и искуства со цел да излеземе во пресред на потрошувачите и како што напоменав претходно, свесноста за храната кај потрошувачите се повеќе се зголемува, бидејќи самите се свесни од потребата на храната, бидејќи секој ден ја конзумираме и треба да знаеме, значи, каква храна јадеме и треба да знаеме како треба и да комбинираме и кога и како да јадеме, што тоа е една друга тема, значи во оној дел на здравиот начин и исхрана на самите потрошувачи. Во дело, значи, како што напоменавте, 15 март беше одбележан, значи, Светскиот ден на потрошувачите. Во контекст на тоа би сакал да кажам дека нивните права или барања кои ги имаат спрема Агенцијата за храна и ветеринарство, ние им излегуваме секогаш во пресред. Имавме и започнавме со неколку едукативни работилници за најмалите категории во самите градинки, бидејќи знаеме дека децата се она категорија на граѓани на кои најлесно ги впиваат информациите, значи од каде што најлесно можеме да ги научиме за подоцна во животот да ги користат оние здрави навики, хигиенски навики во храната, да знаат за безбедноста на храната уште од мали нозе, како треба и каква храна треба да се конзумира и кои се оние хигиенски навики. Исто така и продолжуваме и во училиштата со цел нормално да ги надградиме сите оние навики и познавање на децата во делот на безбедноста и квалитетот на храната. Сето ова го работиме и ќе го работиме и во иднина во училиштата и градинките и низ целата Македонија, бидејќи сите заслужуваат да бидат информирани и да знаат што и како треба да конзумираат. Навистина добра идеја. Да се навратиме на кај граѓаните, на што најмногу се жалат? Какви поблаки најмногу доаѓаат до Агенцијата за храна и ветеринарство? Би сакал тука претходно да кажам, еве во делот исто така на свеста на потрошувачите, бидејќи и од каде податокот дека свеста кај граѓаните од година во година е се поголема во делот на прехранбените навики, уште од собирање на податоците за представките од страна на потрошувачите од 2007 година па се до 2012
2015 година, од година во година бројот на преставки континуирано расте, што покажува дека граѓаните се доволно упатени во она што треба и како треба да побарат и да праша во делот на храната, но има и друг еден податок тука каде што значи од 2007 до 2015 година бројот е дуплиран во делот на преставките, но се уште граѓаните има одреден дел на граѓани кои неосновано ги поднесуваат преставките, тоест она што они мислеле дека треба да биде како преставка, дека се сомневале во нешто, не е основано по излегувањето на нашите инспектори на терен со цел да утврдат дали таа преставка е основана или неоснована. Значи и тоа е целта на агенцијата, да работиме на свесноста, тоест на информациите кои би дошле до граѓаните со цел да знаат што треба и како треба да бараат во храната. Во контекст на вашето прашање, нели, на што најмногу се жалат, тука би сакал да кажам дека се жалат на повеќе работи, бидејќи прехранбените производи, прехраната една динамична средина, да кажам, и самите процеси на производство, самите процеси на складирање, на дистрибуција и до самиот, додека прехранбениот производ стигне до самиот крајен потрошувач и до конзумирање дома, има многу работи кои може да влијаат на квалитетот или на безбедноста на храната, и најчесто тука би сакал да кажам дека од анализата, значи на самите преставки, дека граѓаните се жалат на повеќе работи. Едно од тие е рокот на употреба на самите производи, каде самите маркети, значи оние кои во малопродажба кои работат, се одговорни да повлечат храната со поминат рок. Иако не во секој случај значи дека таа храна со поминат рок е небезбедна, бидејќи рокот на самите прехранбени производи, малце би го појаснил ова, е одговорност и го ставаат самите производители врз основа на нивната проценка и анализи кои ги прават за тој производ во дадениот рок да биде најквалитетен и најбезбеден. Не секогаш поминатиот рок значи дека производот е небезбеден, може да има и квалитативни промени во боја, мирис, вкус, но секогаш се почитува правилото да нормално храна, прехранбениот производ да биде повлечен од употреба после рокот на употреба. Има преставки во тој дел и нашите инспектори веднаш излегуваат на терен со цел да видат дали тој е повлечен или доколку е уште на полица веднаш да се повлече. Исто така има значи забелешки и преставки во делот на органолептичките, значи оние квалитативни особини на самите производи, во делот на вкусот, бојата, мирисот, некогаш од различни причини, како што напоменав, дали е недобро дистрибуиран производот, може да има оштетување на пакувањето, да има и промени во вкус, боја, мирис на самите прехранбени производи. Подосна исто така се има и преставки во делот на означувањето на храната кај потрошувачите и во делот на некои страни тела во самата храна, каде што најчесто може да бидат или во преставките се наведени значи физички тела, некои камчиња, може да бидат влакна од коса или пак некои делови од инсекти, што иако ретко се случува, може да се случи, значи тоа е и во целиот свет. Генерално преставките на прехранбените производи се однесуваат во оваа насока. Како се одвива постапката? Дали веднаш после јавување од граѓаните, службите, инспекциите од Агенцијата за храна и ветеринарство излегуваат на терен да констатираат дали има неправилности или не? Веднаш по примената преставка од страна на потрошувачите, нашите оделението за потрошувачи во склоп на Агенцијата за храна и ветеринарство ги процесира преставките и веднаш ги делегира до соодветното инспекцијско оделение со цел навремено да може да се излезе на терен. Нашата реакција е во најбрз можен рок со примањето на самата преставка се пуштаат инспектори на терен со цел да се види по однос на преставката, да се види дали истата е основана или не основана, тоест ние преземаме мерки, а подосна се по преземањето на мерки може да се види дали таа преставка е основана и неоснована. Има многу случаи каде што само еден прехранбен производ од таа, да речам, од тој производител имал одредени
променети карактеристики, својства кои подосна со излегувањето на инспекторот не били утврдени и нормално тоа во секое производство може да се покажа такви да речам аномалии, дали се работи значи во избришана дата од при транспортот од влага и така натаму, дали се работи промена искината амбалажа, промена на производ, значи сите тие работи може да бидат и да се однесуваат само на едниот купен производ, додека другите производи кои се наоѓаат на пазарот ги немаат истите проблеми. Господине Поповски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Гостин во емисијата Бројки, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Господине Поповски, што покажуваат контролите во изминатиот период? Колку неправилности и каде се констатирани? Во текот на минатата година ние имаме извршено околу 42.000 инспекцијски надзори, што значи дека тоа е една огромна бројка која нашите инспектори ја постигнуваат во текот на целата година. Би сакал тука пред се да напоменам дека ние извршуваме официјални контроли, но тука исто би ги вброили и оние контроли кои ги правиме во однос на представките. Тоа се вонредни контроли, нели, на кои мора да излеземе на терен и да видиме каква е значи состојбата во однос на она што го правевме пред малку, што го разговаравме, да доколку има потреба да се земат исто така и примероци во тој дел и да се анализираат. Значи 42.000 инспекцијски надзори во една година е една бројка која ние во регионот предничиме во делот на контролата на храната, а при тоа можам да кажам дека се земени околу 13.500 мостри за анализа, што исто така е една огромна бројка споредбено со другите држави и со други европски држави во делот на компарацијата на обемот на работа на инспекцијските служби и популацијата кои има. Значи овие бројки се многу над другите држави кои ние ги постигнуваме. Исто така земени се и контролите во предвид и земените примероци на храна кои самите оператори со храна ги земаат во делот на своите кои се предвидени во делот на ХАСАП системите. Тука бројката е исто така околу 20.500 мостри. Сето тоа укажува дека ако една мостра се анализира на некогаш и на многу повеќе параметри, значи тука се микробиолошките параметри, хемиските контаминенти, резидуи, можеме да кажеме дека минатата година има околу преку над 100.000 испитувања на различни параметри и сето тоа укажува дека храната се контролира на едно многу високо ниво. Значи тука станува збори и за храната во домашното производство, но станува збори за храната и увезената храна. При тоа можам еве да ви кажам дека минатата година беа земени, конфискувани и уништени околу 120 тони небезбедна храна од животинско потекло, а додека самите оператори со храна нештетно уништиле околу 104 тони храна. Најчеста причина за ова е нормално небезбедно произведената храна во делот на контаминирана храна со значи и микробиолошки неиспремна храна и во помал дел исто така несоодветно декларирање или пак со храна со изминат рок. Во делот на инспекторите за храна, значи во делот на храната од неживотинско потекло, минатата година беа поништени околу 115 килограми храна и околу 100 тона на грозје, значи 100.000 килограми грозје, кои беа исконтролирани и беше констатирано дека во грозјето беа детектирани изголемени резидуи од пестициди над дозволените граници. Сето тоа укажува дека системите си функционираат и дека храната која се пласира на кај крајниот потрошувач е на едно високо ниво на безбедност. Алармиравте за преголема употреба и на антибиотици, посебно кај млекото и месото. Како да се намали ова?
Во светски рамки употребата на антибиотици треба да се обрне поголемо внимание. Ние не алармиравме во делот на контролата, него ние сакаме да зголемиме свесноста на граѓаните во тој дел и бидејќи употребата на антибиотиците ја знаеме дека е мес со двеоштрици. Една страна антибиотиците е познато дека лечат, тоест ги уништуваат микроорганизмите, тоест бактериите. Тоа е позитивната страна, но од друга страна има друга негативна работа која е она антимикробна резистентност, тоест микроорганизмите прават резистентност кон антибиотиците и истите не може да бидат уништени, тоест може да настанат штетни последици врз здравјето на луѓето и врз здравјето на животните. Значи ова се однесува и на употребата на антибиотиците воопшто и кај хуманата медицина, но и во здравствената заштита на животните, бидејќи доколку микроорганизмите, бактериите створат антимикробна резистентност, тогаш ние се потешко ќе можеме да ги уништиме и ќе бидат предизвикувачи на болести. На глобално ниво проблемот со употребата на антибиотиците е една од приоритетните точки во агендите на многу организации. Би истакнал тука и на ЕФСА, значи Европската агенција за безбедност на храна, каде што ја става на висока позиција употребата на антибиотиците, бидејќи знаеме за нивните последици. Би сакал тука само да напоменам дека антибиотиците во Република Македонија редовно се регулирани и законски се офатени и во тој дел во млекото и месото се контролираат на дури и поригорозно од многу европски земји, како што е веќе напоменам и Холандија, каде знаеме еден голем производител на млеко, се употреба, значи се контролира дури дупло во делот на антибиотиците со цел нели нашите граѓани потрошувачи да бидат сигурни во делот на производите кои ги конзумираат. Споменавте за силени контроли посебно на храната од увоз. Колку е безбедно за употреба месото, посебно пилешкот? Храната од увоз редовно ја контролираме и значи покрај тоа што храната од животинско потекло како храна која се смета за повисоко ризична храна влегува во Република Македонија на граничните премини. Пред се во контролата се гледаат првин документацијата, да се идентификува производот и да се види дали тој производ соодветствува со она што е наведено во документацијата. Како прва гаранција е оној ветеринарен сертификат кој доаѓа со производот, кој го издава службата во земјата од каде што потекнува производот. Но ние тука не застануваме, ние редовно во нашите мониторинг програми правиме анализи, земаме примероци за анализа од самите производи кои се увезуваат со цел да потврдиме дали нели доколку има некои проблеми со таа храна, да можеме веднаш да реагираме, но исто така можеме да реагираме по собнеш доколку нашите инспектори сметаат дека таа храна која влегува во Република Македонија не е безбедна. Можеме да земеме и се земаат примероци за храна и се анализираат истите. При тоа системот многу добро функционира и до сега, значи, можеме да констатираме дека храната која се увезува е на високо безбедносно ниво. Вие го спомнавте и пилешкото месо. Значи во делот на пилешкото месо исто така се контролира како и секој друг прехранбен производ. Се земаат мостри за анализа и се испитуваат. Нормално има и забрани за водиње региони каде што се појавена птичиот грип, значи се забранети тие производи од месо да се внесуваат, од пилешко месо, тоест од живина да се внесуваат во Република Македонија. Млекопроизводителите неретко ставаат вода во млекото за да има поголема количина. Што се презема во ваквите случаи доколку се утврди дека има поголем процент на вода во млекото? Дали се уништува цела количина? Проблемот со водата во млекото не е од безбедносен аспект, но тоа е од финансиски аспект во делот на операторите со млеко, тоест на млекарите. При тоа сите млекари се опремени со опрема која детектира присуство на вода во млекото, нели доколку има повеќе количина млекари, тоест фармерите ќе добијат повеќе пари за тоа млеко, но сепак тука се јавува еден друг аспект каде што и самите млекари веќе и оддавна го
го детектира таа додадена количина на вода во млекото и нормално тука станува збор на кооперантски односи каде што они ќе се договорат дали тоа млеко ќе го прими или нема да го прими или ќе му го исплати по цената која бараат фармерите, но сепак се настојува и млекарите да го откупуваат млекото по маслени и протеински единици, бидејќи тие се оние кои го кажуваат квалитетот на млекото во делот на исплатата на цената на млекото, бидејќи крајниот производ кој го добиваме ние не е вода, него е млечни масти и протеини дали во млечните производи или во самото млеко кој ние го конзумираме. Како што напоменав, не е дел на безбедносниот аспект, но е дел на она што ќе го добијат самите млекари за преработка и тие работи ги решаваат во меѓусебните односи. Колку ви се казните за прекршителите на сите кои што го кршат законот? Па казните се движат од 1000 евра во денарска противредност се до 10.000 евра во денарска противредност во зависност од големината од емизијата на прекршокот и се разбира овие казни се исто така со измените во законот за прекршоци се однесуваат и висината нивна спрема големината на самата компанија, тоа е спрема финансискиот импут на самата компанија, спрема делот на колку вработени има. Така да овие казни можат да се и помалку бидејќи знаеме дека оние компании кои имаат помал финансиски обрт во текот на годината и помалку вработени ќе платат сразмерно казна спрема во однос на оние поголемите. Значи казната, максималната казна би се однесувала само на оние големи компании кои што имаат голем финансиски обрт и кои што имаат многу вработени. По 6-месечно пролонгирање од 13 мај компаниите ќе мора да ги наведат и нутритивните вредности на самата етикета, на самата амбалажа на производот. Дали сега конечно се спремни да го направат тоа? Да, веќе ние на иницијатива на самите производители, ние како агенција им излеговме и владата излезе во пресред со измените во законот за безбедност на храна, каде што ова одредба, тоест сите одредби кои се однесува на информациите со храната, тоест означувањето, се пролонгира за 6 месеци, значи во мај месец оваа година веќе ќе стапат на сила. Беа согласни сите оператори со храна од сите сектори на производство, така да не очекуваме да имаме некои проблеми во тој дел. Како што напоменате, не само нутритивните, него и сите други информации се однесуваат, се пролонгирани до овој рок, но во делот на нутритивните табели би сакал да кажам дека тоа е една позитивна исто така работа кај потрошувачите, бидејќи знаеме дека сега и со зголемувањето на свеста на самите потрошувачи, они ќе можат да ги видат и да ги прочитаат сите оние работи кои се однесуваат на нутритивните аспекти на самиот прехранбен производ со цел да можат да си ја димензионираат исхраната во текот на денот. Моето последно прашање до вас, господин Поповски, е кон што ќе ги насочите активностите наредниот период? Што ќе биде приоритет на Агенцијата за храна и ветеринарство? Приоритетите, како и секогаш, се безбедноста на храната, значи заштита на здравјето на потрошувачите, заштита на заблуди на потрошувачите и би сакал тука да напоменам дека еве како што и кажав претходно, зголемување на свеста на потрошувачите, почнувајќи од најмалите категории, од градинките, од училишната возраст на децата, ние ќе продолжиме и во иднина да ги едуцираме, да бидеме отворени спрема сите потрошувачи, а исто така и овозможување на извозот на сите оние прехранбени производи кои немаат можност од Република Македонија да се извезуваат во Европската унија, но и во сите други стратешки држави, како што се Соединетите американски држави, Руската федерација и Народна република Кина. Господин Поповски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Ви благодарам и на вас. По кратката музичка пауза ќе ги слушнете и најважните економски настани. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Постои сериозен интерес кај две египетски компании за инвестирање во слободните економски зони во Македонија. Едната е пред носење на одлуката, велат од владиниот тим, додека другата ги разгледува условите за инвестирање. Представници на компаниите до крајот на месецот доаѓаат во земјава. За египетските бизнисмени Македонија е успешна приказна и одлична можност за отворање на европскиот пазар. Сметаме дека треба да сте горди заради успешната приказна и за тоа што сте топ реформатори. И ние се гордееме со тоа затоа што се сметаме за ваши пријатели и сојузници. Има голема заинтересираност во производствениот сектор
Бенефициите што ги нуди Република Македонија по однос на производство беа многу интересни за компаниите, посебно како влез на европскиот пазар. Добрите услови за инвестирање кои ги нуди земјава беа презентирани на бизнис форумот во Каиро. Председателот Иванов изрази надеж дека Beverly Hills Holding, која гради свој капацитет во слободните зони, нема да остане единствената египетска инвестиција во Македонија. Затоа ве повикувам да ја посетите Македонија, да ги разгледите постојните капацитети, да се запознаете со позитивното искуство на веќе присутните компании и сами да се уверите дека Македонија нуди големи можности за ширење на вашиот бизнис. Пазарот има потреба од занаетчи, оџачари, органџи и бочвари се само дел од профилите кои фалат. Државата ќе ги финансира со по 100 евра месечно за да изучуваат стари занаети. Надомески има и за занаетчиите кои ќе земат чираци. Ќе добиваат по 30.000 денари за секое лице, изјави заменик министерот за труд Спасов. Оние лица кои што ќе ги завршат успешно обуките ќе добијат прво сертификат за завршена обука, меѓутоа исто така оние кои што ќе имаат и идеја да се самовработат или пак желба да се самовработат ќе бидат вклучени во програмата за самовработување, односно ќе им биде доделен грант во висина од 200.000 денари за првите 20 обучени лица. На огласот може да се јават сите кои се невработени без разлика на нивната возраст, а се регистрирани во Агенцијата за вработување, вели директорот на Агенцијата Владко Поповски. Оние кои што се користи со социјална парична помош, исто така може да учествуваат во обука, со тоа што социјалната парична помош за трајање на обуката нема да се укине. 2000 невработени добиваат можност бесплатно да изучуваат странски јазици и компјутерски вештини и да си ги подобрат шансите за вработување. Огласот за пријавување во ТЕК информира владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Државата ги покрива сите трошоци за овие обуки, покрај тоа што ќе стекнат соодветни знаења и вештини, ќе заштедат и од своите семејни или пак индивидуални буџети, а истовремено ќе бидат поконкурентни на пазарот на трудот и ќе стекнат знаења и вештини кои што се битни и во секојдневниот живот. Огласите се отворени, сите оние кои што ги исполнуваат условите може да аплицираат и се повеќе од добро дојдени да ги искористат овие можности кои што им стојат на располагање. Македонија лидер во регионот по конкурентност, покажува извештајот на Организацијата за економска соработка и развој. Во анализата опфатени се 15 клучни политики кои влијаат за подобрување на конкурентноста. Според вице-премиерот Пешевски, со акцијскиот план за наредните 4 години, владата има издвоено над 130 милиони евра за спроведување на 50 на мерки кои значително се очекува да ја зголемат конкурентноста. Затоа имаме издвоено во буџетот над 130 милиони евра. Ние сме да видиме и кои се препораките од страна на ОЕЦД во насока да сите овие мерки што ги преземе да дадат уште поефективни резултати, бидејќи сето тоа е во насока на подобрување на конкурентноста на македонските компании, а со тоа и на нашите работници, вработени во нив, нивно поголемо вклучување во давање на поголема додадена вредност и подигнување на животниот стандард на сите во земјата. Швајцарска компанија од дрвната индустрија ќе инвестира во Македонија. По 2 годишни преговори, Swisswood Flooring Solution на лето почнува да го гради својот капацитет во технолошката индустријска развојна зона во Кичево. За почеток инвестираат 5 милиони евра. Купатена посета во Македонија, барајќи соодветна локација за нивната инвестиција и на крајот решија да инвестираат во технолошка индустријската развојна зона во Кичево. Се работи за инвестиција од околу 5 милиони евра и ќе креираат околу 110 нови работни места. Компанијата очекуваме од кога ќе ги завршиме, да кажем, формалните преговори, очекуваме негде како почетокот на летото да стави камен темелник во зоната во Кичево. Одлуката ни да инвестира во Македонија, и они пројавија, да кажем, желба да на посета на Македонија и да ги видат условите и можностите за евентуални отварање на нивни погони кај нас. Компаниите од IT секторот бараат помош од државата за изградба на технолошки бизнис парк. Нивниот проект предвидува државата да помогне со обезбедување на земјиште, односно локација со добра конекција, обезбедена инфраструктура и комунали. Во оваквиот центар, информатичките фирми ќе може да произведуваат софтвери без да плаќаат кирија за деловниот простор во кој ќе работат. Истиот би требало да возможи малите и микро компаниите од ИКТ секторот да излезат од становите и несоодветните деловни простории и под поволни услови да можат да откупат државно земјиште и со бенефиции во комуналите да изградат соодветни деловни простории. Може би ова, вака на прв поглед изгледа нереално,
но можам да ви кажам од повеќегодишното искуство во спроведувањето и воведувањето на електронската трговија во Македонија, исто така на почетокот изгледаше како невозможна мисија. Овде завршува уште едно издание на бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 17 март, со мене уредник и водител на емисијата Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски, техничка реализација. За нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.